За колку средства станува зборове, колку очекувате да бидат насочени од странските финансиски институции за аерозагадувањето по оваа донаторска конференција? Па само од шведската СИДА тие имаат предвидено еден буџет од 2,5 милиони евра, кој што се надам ќе ги покрие сите оние мерни станици кои што мерни инструменти кои што во овој момент не работат или ќе ги апдейтираат, ќе ги надградат застарените. Така да има неколку ИПА проекти, така да битна е решеноста да се вклучат во овој процес и тоа мене ме радува. Кажавте дека се предвидува 50% да се намали загадувањето. Кога тоа може да се очекува? Ова е план за двогодишен план. Мерките ако ги исполнеме, тоа ќе го постигнеме. Што е она што може реално да се преземе во најкусможен рок, а што е предвидено со планот, двогодишниот план, а реално да даде некакви резултати? Замената на нееколошките средства за затоплување најбрзо може да донесе до резултат. Мене ме радува што веќе имаме неколку решенија, каде што се заменуваат старите дотрајани, а и скапи печки на нафта, например, или на мазут. И сакам да истакнам дека ова не е само еколошко прашање, ова е економско прашање. Многу пати потенциравте и на подигнување на свеста кај граѓаните за ова. Дали можеби и во двогодишниот план има некаква како да кажам, предвидена некаква обука на граѓаните, како планирате да ги потикнете тие да не палат се и се што за да ги затоплуваат? Јас се сложувам дека граѓаните не сакаат да загадуваат. Социјално-економската ситуација е таква каква што е и затоа постојано замолувам на помош и од граѓанските организации. Има примери во Европа каде што токму граѓанските организации тропнуваат на вратата на семејствата и им укажуваат доколку се греете со јаглен, тоа е најмногу штетно за вашето дете. Може би граѓаните изгубиле доверба во институциите. Затоа ги замолувам граѓанските организации, оние што се дел од еколошката сфера, да се придружат во оваа заедничка акција. Кампањи секако ќе има, но да се фокусираме сите, бидејќи граѓаните не сакаат да загадуваат, но ние треба да им помогнеме. И тоа ќе го направиме со субвенции за еколошки извори, со замена, со подигнување на енергетската ефикасност на објектот, со замена на печките што го имаат на јаглен и се надевам ќе добиеме консензуална поддршка во собранието, конечно да се донесе закон за забрана за користење на јагленот како извор на затоплување. Тоа ќе биде една драстична, корисна, добра мерка која што не треба да се искористи од аспект на социјала. Бизолчани се гушат, световчани се гушат, скопјани се гушат од заведениот воздух. Дали сметате дека со сите овие мерки нема да ги кошта граѓаните најмногу, бидејќи дали сметате дека треба да се крене животниот и економскиот стандард на граѓаните за да можат истите да реагираат малку посовесно или да ги менуваат старите возила, да ги менуваат старите печки за да набават нови? Благодарам. Без разлика што оваа година имаме далеку помало загадување во сите 4 претходни. Тоа не треба да ни представува алиби, нити да запреме во активностите. Но, реков, граѓаните не сакаат да загадуваат, од аспект на социјалата, ние сме тука да помогнеме. Значи, владата ќе ги помогне замената на старите нееколошки печки со еколошки извори. Дали тоа ќе бидат инвертори, во планот стои. Некој ќе биде приклучен повторно на парно, некој ќе биде приклучен на гасната инфраструктура, некој ќе биде енергетски ефикасен, неговиот објект ќе биде енергетски ефикасно поддржан. Некои печки ќе бидат заменети со инвертори, некои со топлотни пумпи. Имаме индивидуален пристап во кој што со финансиска помош ќе интервенираме од тој аспект што вие го зборувавте.